Ајде, Македонија, денеска да се дружиме со едно возбудливо издание на нашиот омилен квиз Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите подготвени, екипата тука подготвена, темите се подготвени, што значи време е да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Традиционално го започнуваме со запознавање на нашите денешни надпреварувачи. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Дарко и Златко. Повелете. Почитувани. Стенски поклон. Како е стенски поклон, тоа е. Како сте, добри? Повелете, да можете малце понапред да дојдете слободно. За денеска, расположени за игра? Секогаш. Како и секогаш. Минатиот пат, нели на крајот не успеавме со паричка да си отидеме, дали дозволивме тоа да ни го скрши духот или ни приближно? Ни приближно оставаме за другите се почаста да има. Така да има, уствари не го зголема каже тук. Ке беше добро сите оние неосвоени парични средства од минатото издание да се акумулира за следните. И да речеме ако некој не освои пари, наредниот пат место 300, 500 да освои. Ај ке го размислиме и ова, да, ке видиме за понатаму. Ама како и да денеска ќе се држиме до оние стари правила, што значи одговараме за 300 евра по елиминација нели на нашите противници. Дали ќе успееме во тоа останува да видиме секако. Битно сте ми расположени, да не сакате да додадете нешто, ниедна шанса не ви дадов да поздравите некого, да не сакате да поздравите или... Сите се поздравени. Сите се поздравени? Ја би ги поздравил децата, само би ги спомнам Натаниел, Максим и Даниел, да. Даниел, Максим и Натаниел, и Натаниел. Големиот, да, што го запознав и тука во студиото, баш ми е драго. Нареден пат ако победите и останатите два сина да ги донесеш да ги запознаеме и нив. Обавезно. Тој не пријави. Како е, да, Натаниел, дознав и за тој секој че за него го чека млада генерација за година две ке може и тој да дојде тука да ти прави друштво. Обавезно. Ке биде интересно. А останатите два сина, кокави се? Едниот е 13 и најмалиот е 11. Значи сите се веќе тинеџери, тебе ти е весело. Мене ми е весело, на жена ми као првата епизода, нели спомнав незе како е. Леле, со тројца мажи дома. Ама се снаоѓа добро. Да, шо ќе прави кутрата? Шо ќе прави? Мора да се снаоѓа, тоа е тоа. Како интересно ли е да се живее со тројца мачки деца дома, сериозно? Дали се расправаат, тепаат, борат или има некој друг? Има се помалце. Од се помалце. Да, но морам да ги пофалам дека се многу умни деца, паметни. Супер. Редовни во школа, тренираат исто така ракомет. Браво, бе. Супер, баш ми е драго. Мора да ги запознам музичко секако учат. Супер. Да, тоа кажавме нели уште првата емисија. Она што мене јас го имам како дар, они си го продолжуваат. Супер. Не те прашав, керка ти Магдалена рече во една пред така, Магдалена дека се вика. Магдалена не гледа ли во Малта сега? Ке гледа? Ке гледа, нормално ке мора да гледа. Како? Ако не се на реприза после. Тоа е тоа. Да не ви одземам повеќе внимание, знам дека сакате да се сконцентрирате на тоа што следува. Затоа домаќини повелете во вашата добро позната веќе домаќинска кабина. Тука во нашето студио секако присутни се и нивните денешни противници, односно предизвикувачите за денешното издание на квизот Листа за 300. Да ги поздравиме Роберт и Александар. Повелете. Дали добро запамти? Александар и Роберт. Така е. Добро е. Добро. Како сте, моци? Добри ли сте? Супер, одлично. Ајде ќе започнеме од Александар. Прво на кратко да ни се представиш кој си, што си, од каде доаѓаш. Доаѓам од Скопје, Александар Трифунов. Работам како авиоинженер за потребите на Визар. Кратки црти, тоа е тоа. Да, супер, ова интересно ми звучи. Авиоинженер, така ли? Да. Да, ќе зборуваме ајде понатаму, сега да ве оставам да се аклиматизирате. Роберт? Јас сум Роберт, исто доаѓам од Скопје. Работам како крупиер во казино. Супер. Имав другарче кој што благодарение е на тие способности или на знаењето крупиен или да си биде, работеше од 15 години. Морам вака да почнам од 15-16 години, почна тогаш што се 95-6 година да работи во Дојран казино, не знам дали се уште има, но таму потоа се пресели, мислам дојде работеше во Скопје во казината, за на крај да отиде на Брод, таму да направи многу добра кариера и на крај во Австралија, па сега работи сосема нешто друго, ама сите контакти што ги направи благодарение на оваа работа, ти што работиш. Супер. Интересно, можеби напорно,
малце како работите во смени двајцата? Ноќни, дневни. Ноќни, дневни се. Да. Добре, напорно е да се работи во смени или се фати ред? Не баш, не баш. Не баш. Ако се навикнеш, не баш. По колку години имате? Морам да ве прашам. 28. 28 да. Добре, таман, така и мислев од прилика, уште сте полни со енергија, не ви смета сега, и мене не ми смета, че ја работев на смени, во смени на тие години, ама некако откако ја поминав на 35-та година почна да ми смета, не знам зошто. Тоа е до човек. Да. Нема везе индивидуално, не мора да е. Другар ми, како што реков, до пред 2-3 години работеше тоа и супер му беше. Александар и Роберт. Трема? Малце. Минимално. Да заборавите нистата, моментот кога ќе влезете, сосема е нормална да имате, но заборавете моментот кога ќе влезете низ вратата во вашата кабина, сконцентрирајте се на темите кои што ќе ги зададеме и тоа е тоа. Не се срамете да прашате, тоа ми е многу важно и ако имаме некаков проблем да ми кажете. Важи? Важим. Почувате како предизвикувачи, па се видиме до каде ќе стигнеме. Доминацијата на... Ајде да видиме, да. Да прекинеме доминацијата на Дарко и на Златко. Но тоа мора да го направиме за почеток од предизвикувачката кабина. Што значи? Повелете во не. Дарко и Златко, односно Роберт и Александар, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, ајде сите заедно да ги провериме дали функционираат како што треба, за да си продолжиме понатаму без никакви технички проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Роберт и Александар, дали се слушаме? Да. Тука е се во ред, да. Да, супер. Тоа ме интересираше. Уште еднаш ќе повторам во продолжение. Било каков технички проблем ако имаме, дури минимален ако ви изгледа, да ми кажете за да ви ја тргнеме таа дистракција. И ако нешто не е јасно, веднаш да ме прашате. Важи, немојте да се срамите, затоа што сме имале многу пати грешки баш во такви ситуации. Јасно, јасно. Со среќа, да не сакате да поздравите некого, не ве прашав. Таман сме. Таман сме. Мислиме на тоа што треба да правиме. Да. Супер, сконцентрирајте се, опуштете се, аклиматизирајте се, а за тоа да го направите ќе исклучиме сега и вашата кабина, да провериме кабината на Дарко и на Златко. Се како што треба. Не, така, пантомима. Добре, добре. Супер, функционира како што треба, да не ги збуниме и нашите гледачи. Што значи, домаќини, дали имаме зелено светло за старт? Да. Одлично. Ете, драги гледачи, кабините функционираат како што треба, надпреварувачите се подготвени, домаќините дадоа зелено светло, па ајде да започнеме традиционално со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови што почнуваат со ко. Бараме зборови од најмалку 3 букви и најмногу 6, што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквите ко, односно КО. Секој збор може да го кажете само еднаш, само во еднина, само во еден род и без членување. Без обзир дали се именки, придавки, глаголи и така натаму. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и така натаму. Дарко и Златко, дали не е јасна темата? Одлично. Роберт и Александар, дали не е јасна темата? Супер. Уште еднаш ќе напоменам за да немаме збунка и некоја грешка. Најмалку 3 букви, најмногу 6 букви треба да се зборовите кои што ќе се почнуваат на буквите КО, односно ко. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се наоѓаат Роберт и Александар. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Роберт и Александар, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 20. Започнуваме со 20. И едно. 21. 22. 22. 24. 24. 30. 30. И едно. 31. 35. 35. Да одговараат? Златко вели да одговарате. Знам дека знаете, пуштете се, не ме геле. Баравме, значи, зборови што почуваат со буквите КО, односно КО. Времето е вас сојузник, имаме тука 35 празни полиња,
Што значи ни треба 35 точни зборчиња кои што започнуваат на ко. Полека и кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Дали градови Не. Значи вака не се признаваат лични географски имиња, значи на градови, на држави, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Значи ги бараме оние зборчиња, нели? Да. Што вообичаено би рекол се пишуваат со мала буква, нели? така. Добро, колиба. Колиба. Така е. Костен. Костен. Така е. А максимум 6 букви? Максимум Да. 6. Да, тоа не го запишеш. Ковач. Ковач. Мишо Ковач. Рековме без лични имиња, нели? Ковач. Копан. Копан. Така е. Колец. Колец. Така е. Коноп. Како рековме? Коноп. Коноп. Така е. Корен. Корен. Добро. Ковчег. Ковчег. Така е. Косач. Косач. Така е. Коса. Коса. Точно. Корнер. Корнер. Така е. Копач. Копач. Да. Така е. Колега. Колега. Точен одговор, колега. Конец. Конец. Така е. Копилот. Да пробаме. Копилот. Копилот е 7 букви, братче. Чекай да ги изброиме заедно. К, О, П, И, Л, О, Т, да. 7, да. Ја не се бројам. Викам, што се викаме правда, да не биде, викаме 7 букви. О, Роберт и Александар, многу ми е криво. Искрено на добар пат бевме, повеќе од пол, не повеќе од пола, ама скоро до пола бевме со поимите кои што се бара. Верувам дека прва тебе го на неискуството што викам, нели каде што на моменти бега и концентрацијата и други работи не одвлекуваат внимание. Супер бевте, храбри бевте во наддавањето и покажавте супер знаење сега, солидно знаење во овој дел. Затоа немојте да се разочарувате и очајувате. Имам уште една лицитација со која што ќе можете да го поправите резултатот. Браво за вас двајцата, но поголемо браво за Дарко и Златко кои што успеа да ги фатат еве на искуство своите противници и да го инкасираат првиот поен на нивното конто. Леле, какви тешки зборови падна од мене. И сам се збунив. Честитки, но и самите знаете дека не смеете премногу да се опуштате. Имаме уште една лицитација за играње. А од оние зборчиња кои што може да ги кажат моите надпреварувачи, зборови кои што почнуваат со кои се од минимум 3, а најмногу од 6 букви, ги имаме коала, кобалт, потоа кобра, ков, кога, кого, код, кодекс, потоа кожа, кожар, козар, коза, колач, колбас, колено, колиба, колор, колос,
кома, комета, комита, потоа компир, кон, конак, копач кажавме, костен кажавме, коч, кош и така. Натаму ги има доста зборчиња. Но за жалете не стигна Роберт и Александар да ги кажат оние 35 што ги баравме. А сега, драги гледачи, време за втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои парична награда. За едните победа во оваа лицитација ќе значи спас на пенали, а за другите победа во оваа лицитација ќе значи доаѓање тука на главната сцена, па затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: екипи кои играат во групната фаза на фудбалската лига на шампиони и Лига Европа. Ги барам имињата на фудбалските екипи кои играат оваа сезона 2025-2026 година во групната фаза во најдобрата фудбалска лига на шампиони и втората по ранг Лига Европа. Дарко и Златко, дали не е јасна темата? Одлично. Роберт и Александар, дали не е јасна темата? Јасно, Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Роберт и Александар. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина, а Роберт и Александар, која ќе имате понуда, споделете со нас. 20. 10, 20. а 20. 20. И едно. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. И 7. 27. 30. 30. И едно. 31. 32. 32. И 3. 33. 34. 34. 5. 35. На колку сме? 35. 36. 36. Да одговара. Ајде. Роберт и Александар, денеска ќе треба апла да се сработите тоа што сте дошли тука. Парите, ако ги освоите на крај, заработени ќе ви бидат тешко. Како и да е, таа е стратегијата на Златко и на Дарко и мора да ја испочитуваме. А вие, момци, кога ќе бидете подготвени, од вас чекам 36 екипи кои што учествуваат во на финална групна фаза на Лига на шампиони и Лига Европа. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Така е. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Така е. Барселона. Барселона. Така е. Вилјареал. Вилјареал. Така и Вилјареал е во Лига на шампиони. Точен одговор? Французи. ПСЖ. ПСЖ, Пари Сен-Жермен, да, се разбира. До толку знам па. Така. Монако. Монако. Така е. Марсеј. Марсеј. Така е. Јувентус. Јувентус. Така е. Интер. Интер. Така е. Наполи. Наполи. Наполи точен, 10-ти одговор. Болоња. 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 Јас се спомне имало на овој тим ми се пријадува, брат. На Болоњезе ме подсеќа. Не знам зашто секојаш се спомне Болоња.
Точен одговор, така е. Лацио. Лацио. Лига шампиони и Лига Европа, еве ги проверувам Европска лига случајно, во Лига шампиони не гледам, брат. Во Лига Европа треба да е. Чек, убаво да проверам, да не сум рипнал нешто, дека сум брзо плет малце денеска. Само момент. Абе, Лацио. За жал, другари, Лацио оваа година ни Лига шампиони, ни Лига Европа. Конференцијска. Да, некоја така. Многу ми е криво. Така добро тргнавме, искрено мислев дека на пенали ќе играме. Штета. Роберт и Александар, се покажавте како многу солидни надпреварувачи, искрено ќе ви кажам. Знам дека не сте задоволни од крајниот исход, од крајниот резултат, но јас искрено ќе ви кажам, прв пат сте во нашето студио, прв пат се соочувате со ваква проблематика и добро се носевте. Тремата за која што зборевте на почетокот, сега како да ја снима, но она што фали е нели комуникацијата помеѓу вас двајцата и договарање за термините, а тоа доаѓа со искуството. Да не ве повлече, нели почуваме да редиме одговори. Само тоа ви фали, јас знам дека ќе бидете супер надпреварувачи. Ве чекам пак да дојдете, договорено? Благодарам. Не ве пуштам да си одите, што се вика од студио, ќе морам да ве пуштам, ама ќе мора да се вратите и ќе се враќате седур пари не ви дадам, договорено? Мило ми беше и едве чекам да се дружиме во блиски иднина. А сега да им честитам на Дарко и на Златко за уште една освоена победа. Тактички добро изиграно, ја искористите таа, пак ќе кажам, тоа нивно неискуство во учество во листа за 300. Ви имате веќе домакини и тоа беше баш онака како што треба искористено за да ве донесе вас до победа и до шанса да си освоите парична награда. А пред да продолжиме натаму, нели, понатаму за паричната награда, јас да ги прочитам оние екипи кои што играат во Лига на шампиони, односно во Лига Европа. Нема сите затоа што ги има доста, севкупно се 72 по 36 во секоја од овие две лиги. Но тебе ги вака што се издвојуваат се Ајакс, Ајнтракт, Франкфурт, потоа Аталанта, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид ги кажавме, потоа Бајерн Леверкузен, Бајерн Минхен, Бодо Глимт, Борусија Дортмунд, Галата Сарај, Кајрат, Карабах, потоа Копенхаген, Манчестер Сити, ПСВ, Ројал Унион, Челси, а потоа во Европска лига или Лига Европа ги имаме Астон Вила, Базел, Бетис, Болоња, Брага, Бран, Викторија, Пълзен, потоа ГА, Иглс, Генк, Динамо Загреб, Јанг Бойс, Лил, Лион, Лудогорец, па потоа ПАОК, Порто, Панатинаикос, Салцбург, Селта, Селтик, Стеауа, Утрехт и така натаму. За жал, Лацио не е помеѓу овие екипи. А сега, драги гледачи, како што реков, време да ги повикам Дарко и Златко да ми се придружат тука на главната сцена, да ги соочиме со темата од нашата листа и да видиме дали ќе се заминат од нашето студио со парична награда. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Дарко и Златко повторно се тука со мене на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда. Затоа не би ги должел повеќе, знаете како оди целата процедура. На брзина само да се подсетиме со како стојат по линијата или работите со нашата листа и тоа е тоа. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори на зададената тема за да освоиме на максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра, кој што и веќе ви е добро познато. А сега, не би должел повеќе. Интересна тема имаме денеска, па затоа слушајте добро и вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема главни градови со исти или делумно исти имиња со државата. Бараме имиња на главни градови од целиот свет, кај кои во името на државата се споменува и името на главниот град, без обзир дали има некоја додавка, префикс или пак се идентично исти.
Ќе дадам пример, да речеме, ако на Македонија главен град беше Македонски Брод или Македонска Каменица, ќе беше точен одговор. Дали не е јасно? Мислам дека не е. Па во ред, ги гледаме овие 15 празни полиња. Сега треба да ги спишеме со точни одговори за да земеме, нели, она посакувана сума. Повелете. Бразилија. Бразилија, така е, главен град на Бразил. Мексико и Мексико. Само Силда. секунда за да ги испишеме, Златко, не е убаво за да не Добре. утнеме некој, да. Да, сепак се работи за 300 евра сега. Не, да. Бразилија, Бразил, прв точен одговор, потоа рековме Мексико Сити на Мексико. Да. Сан Салвадор. Така е точен одговор, па Сан Салвадор, тоа е, ако не се лажам, главниот град на Ел Салвадор. И така е Сан Салвадор. Трет точен одговор и првите 50 евра се тука, ајде. Првата скала е качивме. Да. Што правиме за понатаму сега? Чудиме натака. Добро. Знаете три? Алжир. Алжир. Чив главен град? Чудим. Чекај, чив главен град? Ништо. Така е, точен одговор. Алжир на Алжир. Значи можете и да ги кажувате и оние градови држави што се исто така, да. Верски држави, мислам, кои што... Да, нели, добро. Ватикан Сити, да. Така. Ватикан. Пети точен одговор. И шести. Монако. Монако, главен град на Монако. Така е, со Монако стигаме до 100 евра, се извинам, до 600 евра. Паш би сакал да беше така и честитки, да. Па може кажете. Зошто да не? Нема да се налутиме. Верувам. Пазете, значи внимавате дека 3 ни требаат за да не утнеме работата. Смислете си во глава пред да продолжиме понатаму дека моментот кога веќе ќе кажеме Конго. Има двата, Конго Бразавил, Конго Киншаса. па не знам да не е сменето затоа, Едното е Заир, сега, па затоа ти викам внимавај со имињата дека сега ги бараме како сега и подобро да ги рипне овие што се ризични. Имаме од спротива во Авричкиот кај што ни почнува спротив Шпанија, тука има да, Тунис. подобро да играме со такви. Има уште една мала држава во Италија која што можеме да играме Можеме. и толку повеќе не смеам да зборам. Како реков, ми извини? Тунис. Тунис. Тунис, главен град на Тунис и седми точен одговор. Потоа Андора. Андора, така, Андора ла Вела, главен град на Андора. И ни треба уште еден за да стигнеме до оние 150 евра. Има во... Ајде уште едно ни треба, да заокружиме тука. Ми се мешаат. Да се коцкаме? Имаш некоја идеја? Немам идеја. Ако имаш ти, Либерија. Либерија. А зашто не, погрешен одговорот. Зашто кога ви реков дека има уште една во Италија мала држава, не ја изигравте? Сан Марино. Сан Марино. Марино, да. Да, беше. Многу ми е криво А, вака добро сега за беше. еден одговор кога па два пати застануваме тука, два пати без пари ве пуштам. Не може. Па дајте онда.
Не, ќе мора да поправиме наредниот пат, договорено. Супер надпреварувачи, криво ми е дека ова не е реалната слика за вашето знаење. Требаше до сега многу повеќе пари да ми земете и мене искрено тоа ми е многу криво и ме боли малце. Мора да признам. Но ќе имате така, ќе имате шанса веќе во следното издание на нашиот квиз да поправиме оваа слика, односно повеќе да си поправите ке вас финансискиот дел, иначе мене ми е супер тука. Супер надпреварувачи сте, знаењето ви е одлично. За жал, ете, малце фали, нели тука еден погрешен одговор и работите отидат, но тоа е што е. Да. Дарко и Златко, ве чекам повторно во следното издание, затоа што си го обезбедите учеството и очекувам тогаш да ви испратам исто парична награда. А пред да се поздравам со вас, драги гледачи, само да ги прочитам оние главни градови со исти или делумно исти имиња во државата. Ги има само 18 во целиот свет. Тоа се Алжир на Алжир, Андора Лавела на Андора, Бисао на Гвинеја Бисао, Бразилија, Бразил, Ватикан, Ватикан, Гватемала на Гватемала, Кувајт на Кувајт, Луксембург, Мексико Сити, Монако, Панама Сити, Сан Марино, Сан Салвадор, Сантјаго де Чиле на Чиле, Сао Томе на Сао Томе и Принципе, Сингапур, Тунис и Џибути. Тоа се оние 18 главни градови кои што носат исто име како и самата, или слично име како и самата држава. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание. Многу ми е криво, ќе кажам уште еднаш што моите надпреварувачи не си заминаа со парична награда, но ќе имаат шанса да го поправат сето тоа веќе во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш ви останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!